Пасхалната или позната како тајната вечера, предавањето на страшните тајни, но и предавањето на Синот Божји. Ова според православната црква се споменува на Велики четврток, денот кога Господ бил предаден како јагне, за утре на Велики петок да биде измачуван. Велики четврток е четвртиот ден од страдалната седмица, кога црквата почнува поинтензивно да се сеќава на страданијата Господови. Господ пред да отиде на страдање, значи во четвртокот вечерта со своите апостоли ја одржал тајната вечера, која е детално опишана кај евангелистите. Кај сите евангелисти станува збор за тајната вечера, во која го оформува новиот завет. Всушност, тој нов завет е дека Синот Божи, Господ Исус Христос, кој примил заради нас човечка природа, дека заради нас страда и поднесува страдална жртва, смрт на крст, и преку тоа нам ни ги дава своите тело и крв за храна во форма и во вид на лепи вино, кој всушност се лепи вино само за сетилата на човекот, а инаку се на еден надумен, надлогичен начин вистинските тело и крв на Господ Исуса Христа. И затоа тој на тајната вечера го зема лебот непосредно пред своите страдања, им го дава на светите апостоли и вели: примете, јадете, ова е моето тело кое се прекршува за вас за простување на гревовите. И ја зема чашата со вино и вели: пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозини за простување на гревовите. Овие зборови од тајната вечера денес редовно се читаат или станале составен дел од литургијата на Свети Јован Златоуст, од литургијата на Свети Василий Велики, како спомен или сеќавање на тајната вечера. Велики четврток во народот живее како ден од кога почнува одбележувањето на големиот празник Воскресение Христово. На овој ден пред изгресонце се фарбаат првите 3 црвени великденски јајца, кои ги символизираат крвта и гробот Христови. Не е погрешно бојадисувањето и со други бои, затоа што така се покажува радоста за Воскресението. Бојадисуваат според традицијата и најдобро е да се бојадисуваат рано взори на Велики четврток. Меѓутоа, исто така и на Велика сабота има кој што практикува и во целиот период на 40 дена по Великден може да се бојадисуваат јајца и обично се вапцуваат во црвена боја, што ја символизира крвта Христова, најчесто, но самото јајце символизира живот, бидејќи квачката ги топли јајцата и потоа од неа со клунот излегува пиленце. Неизначени Христос беше во гробот 3 дни, но отворајќи ја како силен самовласен вратата на гробот излезе, исто како што пилето од јајцето излегува живот, излегува едно пиле, така и од гробот Христов ни излезе, ни потече нам живот и воскресение на сите нас. Покрај тајната вечера, Синот Божји на денешен ден зел крпа и почнал да ги мие нозете на апостолите, за да покаже крајно смирение и нас да не научи, затоа што ако љубиме, треба да се смируваме пред другиот. Денеска попладне во светите храмови се изнесува распетието Господово и се поставува на средината, за верниците да се поклонуваат и молат.